Народните приказни од македонското народно творештво во издание на Просветно дело не навраќаат на убавите детски денови. Чудниот сон на Врапчето, Детето со звезда на челото и Волшебната капа се изборот на басни за секој дете. Овие деца ме вратија назад во моето детство, а назад ме вратија благодарение на приказните кои што како дете ги слушав, како дете ми ги раскажува мојата баба, мојот дедо. И сега, после толку години од моето прво слушање на тие приказни, дојде време истите приказни пак да се оживеат, меѓутоа сега од позиција на возрастен човек да пробам да им ги адаптирам и да им ги доближам на најмалите. Како се разликуваат овие дечиња од времето кога вие бевте дете? Се разликуваат дефинитивно во начинот на кој што го живеат својот живот. А кога ние бевме деца, немавме таблети, немавме мобилни телефони. Ако се сеќавате, цртани филмови дава еднаш до 2 пати на ден и тоа на македонската телевизија и тоа беше единствениот начин да бидеме мирни или да заспиеме, беа приказните што ни ги раскажуваа нашите баби и дедовци. Тогаш влегувавме во светот на фантазијата, заспивавме всушност шетајки низ тие светови, а денешните деца, верувајте ми, имаат многу креативна енергија, се многу креативни, фантазираат повеќе од колку кога ние сме биле деца, но наша задача на возрастните е тие светови да им ги откриеме и да им ги доближиме, да им ги дадеме за да можат тие да уживаат во нив. Едицијата од македонското народно творештво представува избор на прозни фолклорни единици, адаптирани соодветно на возраста на децата. Басните, волшебните и реалистичните народни приказни како интегрален дел од народното творештво се јазично и визуелно адаптирани за да бидат привлечени за читателите. Приказната е феномен, сака да ја слушат и дечињата и старите луѓе. Да ви кажам, приказната никој пат не умира и приказната, особено македонската народна приказна, е нешто што го држи духот на македонскиот народ од најстаро време до денес. Сакаат ли да патуваат во некој посебен свет овие дечиња? Да, сакат. Да. Тие тоа го доживуваат најинтензивно, најсилно, бидејќи нивните души се најчисти. Тие веруваат во тоа што го кажуваат. Илустрацијата и оживувањето на ликот е посебно доживување. Мене денот ми поминува во цртање детски илустрации, меѓутоа како во секоја работа имате омилени моменти, имате не толку интересни работи, ама мора да ги цртате да ги правите. Меѓутоа јас кога прв пат ја добив првата приказна, уште бев надворешен соработник и си реков ова е тоа. Значи ова се принцезите што сакав да ги цртам, ова се принцезите. Го цртам она што сакав да го гледам, да го имам во рацете како дете, кога ги замислував приказните и сега имам прилика да работам тоа. Така да ова беше особено инспиративен проект. Многу ми беше лесно да влезам во главата на едно дете, да знам што сака да види, што сака да прикаже. Самите по себе сите приказни се прекрасни, значи ги има сите елементи што сакам да ги цртам, значи волшебни работи, животи што зборуваат, принцези, реалистични моменти со многу убави пораки. Така да целиот проект, сите овие 3 сликовници, ако се работат долго време, бидејќи стварно како работа е голема по обем, меѓутоа помина буквално како песна заради тоа што е особено интересен проект, од секој може нагол и јас навистина се пронајдов во ова и ми е многу мило што сум дел од овој тим. Лексички и многу богати, со убава нарација приказните носат своји пораки и наравоученија. Ова едиција се стреми кон афирмација на македонското фолклорно богатство и негово приближување до светот на децата. Се чувствувам многу одговорно заради тоа што да допрете до детето е многу тешка работа. Вие треба да го најдете вистинскиот начин, вистинската врска да ја воспоставите со нив за да може тие да ве разберат и да ве прифатат. Децата се толку искрени критичари, тие никогаш нема да прифатат луѓе кои што не се искрени, луѓе кои што имаат нема правење сметка и не можете да им се допаднете на децата ако не сте комплетно отворени и ако не пружате љубов која што тие ќе ја почувствуваат. Така и денеска, како промотор на овие прекрасни приказни кои што се исцрпени од народното творештво, навистина сум трогната од тоа како децата ги прифаќаат. Децата знаат да ги препознаат приказните, ако се сеќавате, ние растевме со видеоприказните, народните македонски приказни, но многу малку ги имаше нив помеѓу корици. Да ги најдеме со убави илустрации кои што ќе ни ги доловат, кои што ќе не натераат да сватиме кои биле приказните со кои што растеле нашите родители, со нашите баба и дедо, што било тоа што се раскажувало на тлото на кое што ние живееме денес. Читете и уживајте во волшебните зборови од богатото народно творештво.